Громогласниот татнеж на топови станува се поспорадичен на оваа украинска артилериска позиција во Донбас. Пред само една година овие војници стрелаа со тешка артилерија најмалку 40 пати на ден. Сега таа фреквенција се намали за 10 пати, а во некои денови оружјето мирува. На првите борбени линии слично сценарио, со постојаното одложување на помошта од западните сојузници, особено од САД, украинците се соочуваат со застрашувачки недостиг на муниција. Овој војник има прекар младото момче. Сега има помалку гранати, многу помалку од порано. Во зависност од тоа како напредуваат, главно гаѓаме само тенкови и оклопни возила, но минофрлачките пешадиски тимови војуваат со руските војници. Во шумата Кремина, друг борбен фронт во Донбас, војниците добија наредба да нападнат група руски војници кои беа сокриени во ровови. Маневрирајќи, и тие набрзо добија наредби за да се спротивстават на нападот. Зачувувањето на муницијата стана приоритет. Со оглед на тоа што рапидно се намалува муницијата, украинските војници се повеќе се затворени во нивните бункери. Тие велат дека постојаната закана од беспилотни летала и изоблиството на непријателска муниција го прави премногу опасно излегувањето надвор. Повеќето војници во овој бункер се на фронтот од почетокот на војната. Многумина своите семејства досега ги виделе само 2 пати. Поголемиот дел од деновите го поминуваат во мали, темни, затворени бункери, чекајќи наредба. Морално тяжко. Тоа е морално искушение. Да се биде далеку од семејството толку долго е тешко, но немаме избор. Белорусинот, како што го нарекуваат, поминал само 20 дена во последните 2 години со своето семејство, ќерката, синото и внуците. Вели дека е уморен, исто како и многумината на борбениот фронт. Украина признава дека незините војници се исцрпени и сега подготвува контроверзен предлог закон за мобилизирање на уште 500.000 војници. Се додека не пристигнат заселувањата, моментите на среќа може да бидат толку едноставни, како дружба во бункерот, вкусен оброк за време на еден мирен ден во оваа исцрпувачка војна.